Прво, најпрво би сакал да ги поздравам сите новинари, министрите кои дојдоа во нашата компанија, да се уверат дека нашата компанија, односно има доволно количина на масло. Тоа го изјавивме и пред известно време, дека ние сме одговорна компанија и дека ние имаме набавено масло за јадење од Република Бугарија на многу висока цена и затоа имаме секогаш, меѓутоа мораме да кажеме дека нашиот интерес како компанија, токму денеска и за тоа разговаравме со министрите, посебно за земјоделие, нашата компанија, знаете дека е единствена која произведува масло за јадење од сончоклет. Ние би биле пресреќни кога во нашата држава повторно би се вратил сончоклетот на нашите полиња, кој во некои изминати периоди го имаше во доста голем обем, во периоди кога нашата држава произведувала и по 40.000 тона сончоклет, меѓутоа за жал во изминатиот период, односно минатата година, ние откупивме нешто помалку од 4.000 тона сончоклет. Значи може да замислите, тоа е само 10% од она што сме го имале некогаш, од она што сме го произведувале како држава. Тоа ќе каже дека ние дел увезуваме од соседните држави, зависно од цената сончоклет од Србија и од Бугарија, и ние работиме со некој капацитет од 15% на оваа фабрика. Затоа е многу добро и многу би бил јас како прв директор во оваа компанија среќен кога повторно во нашата држава би се вратил сончоклетот на нашите полиња, затоа што е тој многу добар за земјоделците, за плодород, меѓутоа и затоа што државата ќе има бенефит, затоа што државата нема да дава девизи за увоз на сурово масло, а најлошо од се е во вакви кризи, во вакви случаи, кога немаме домашно производство, кога зависиме од други, гледаме што се случува, може да се случи да останеме без, да не речем, масло за јадење, или да чекаме, да бараме помош од соседните држави или од, не знам, од трети држави. Меѓутоа, воколку успееме со овие мерки кои ние како компанија ни за години наназад се залагаме да се врати сончоклетот на нашите полиња, меѓутоа оваа година првпат имаме импулси од земјоделците дека се заинтересирани и дека ќе ги зголемат површините. Меѓутоа, јас би рекол дека треба и понатаму да работиме, не само површините да се зголемат под сончоклет, него треба да се зголемат приносите кај земјоделците. Тоа значи современо работење на самата земја, квалитетни сорти на семења и така натаму, што би добиле поголеми приноси, барем да ги стигнеме нашите соседи Србија и Бугарија, каде што приносите на сончоклет, да не речем, се скоро дупло поголеми отколку во Република Македонија. Меѓутоа среќен сум што еве оваа сезона, оваа година има интерес, се надевам дека во наредните години ќе има уште поголем интерес, затоа што можам да порачам оваа криза во блиска иднина нема да се тргне, да речем, затоа што маслото за јадење нема да биде како некогаш 2 води да бидат поскапи од литро масло и така натаму. Храната мислам дека ќе биде скапа и затоа е крајно време да почнеме да произведуваме храна за сопствените потреби, да може да ги задоволиме, да не зависиме или многу малку да зависиме од увоз на овие култури.